Веднаш по предвремените парламентарни избори на 15 јули, во очекување на официјалните конечни резултати, започнаа калкулации за тоа кој со кого и како ќе формира влада. Изборите беа за избор на пратеници во собранието, меѓутоа се бираше по партии, се бираше по функции, се бираше по разни идеологии, по сопствена волја и демократски во услови на пандемија, со мерки и протоколи за заштита од COVID-19. Се гласаше и се изгласа со помали или поголеми изборни нерегуларности. Сепак, како да не беше битно дека се бираат пратеници во собранието, побитно беше кој министер од која партија во кое министерство ќе влезе и кој всушност ќе ја води институционалната машинерија. Прашањето е како ќе се формира влада, како таа ќе функционира, кој всушност ќе ја води. Професорката Мирјана Најчевска вели дека во кампањата се презентираа програми, проекти, се презентираше зголемување на пензии, на плати, меѓутоа во ниту еден момент не се презентираа луѓето што всушност требаше да ги бираат граѓаните што ќе ги представуваат во собранието во следните 4 години. А во собранието влегоа пратеници кои што имаат криминално досие, како и пратеници што ова име всушност првото вработување. Имаме состав на собрание во кое што има луѓе со криминално досие, луѓе кои што се во процес на судење или за кој што има многу силно основано сомнение дека сториле големи прекршувања на законите. Имаме луѓе кои што едноставно во претходниот состав не покажале никакво делување, не покажале никаква активност, дури и ги немало во собранието. Имаме помал број на жени, што дефинитивно е загрижувачки после тој нагорен тренд кој што го имавме во последните избори, и имаме дури и млади луѓе на кои што ова им е прво вработување. Ако сакаме да имаме држава која што не е автократска и султанска, тогаш, според универзитетската професорка и активистка Катерина Колозова, таа влада треба да ја формира Зоран Заев. Влада која што нема да звучи така автократски и султански во време на ковид. Таква влада сакам. Според мене во овој момент најблиско до обезбедување таков тип на владење, иако далеку од завршени се Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев, значи од тие причини сметам дека е важно да имаме влада која што не е само што е предводена од Социјалдемократскиот сојуз, туку и од Зоран Заев. Во каква и да е, според мене, каква и да е комбинација. Со тоа што ја би предпочитала дуи да не ги видам во таа влада, затоа што дуи според мене се исто автократи, исто се авторитарци, тие се оние кои што, например, ја попречува иницијативата на СДСМ за враќање на парламентот во функција. Значи, самата влада бараше надзор од парламентот, дури и група пратеници, мислам дека беше предводена од Коста Петров, поднесе иницијатива, Талат Џафери постојано отфрлаше. Тоа се луѓе кои што љубат екзекутива нереметена ни од парламент, ни од правосудство. Значи, од тие причини јас сметам дека ако сакаме дефинитивно расчистување со не знам, и либерализмот и заробената држава, треба во идната влада да не ги видиме соучесниците на Груевски од претходната деценија, тоа се дуи. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски смета дека кој да ја формира и како да се формира владата, сепак таа ќе биде нестабилна и ќе се помачи малку во спроведување на реформите, оние кои што треба да ни го обезбедат членството во ЕУ. Тешко ќе биде да се спроведуваат реформите, особено оние кои да се однесуваат на владење на правото, оваква констелација на односите, по се изгледа дека наредната влада, каква и да биде таа, ќе биде нестабилна и дека нема да биде многу комотна во својот мандат, што е предуслов за спроведување на посуштински реформи, така што мислам дека не очекува еден мачен политички период, и со пандемијата, и со нестабилната ситуација политичка во Македонија, и со големите предизвици кои не чекаат и за да ги почнеме преговорите и откако ќе ги почнеме преговорите. Така што очекувам дека наредната влада, која и да биде таа, ќе се помачи малку.
Во случај во идната влада да се најдат и остатоци од режимот кој во минатото државата ја донесува во многу тешка кризна ситуација, како што се констатира во извештајот на Прибе, долготрајна политичка стабилизација на Македонија не треба да се очекува. Повторно неизбежни ќе станат предвремени избори, на кои веќе се навикнавме, вели Джевдет Харедини. Да не се лажеме, уште во текот на овие преговори се гледа дека идната владина коалиција, каква и да е, колкава и да е, ќе биде тешка и деликатна за водење. Сето тоа ќе падне врз грбот на граѓанките и граѓаните, а секако ќе се одрази и на интеграцијските процеси, смета Џабир Терала. Сашо Ордановски во колумната "Не е проблемот остатото" вели: СДСМ е далеко од идеална партија за спроведување на концептот едно општество за сите, но покажуваат храброст и визија да го видат нашиот свет зад балканските хоризонти. Додуша, во претходните 2-3 години, главно останаа на гледање со силни обструкции од досегашниот коалициски партнер. Со новата влада тоа треба уште и да се одработи во сите сфери на општеството, таман помирка на европските интегративни процеси. Во петок се очекува известување од председателот на државата за кандидатот за претседател на владата или мандатар, пошто председателот на собранието има рок од 3 дена да ги извести пратениците. Мандатарот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на кандидатот на собранието му поднесува предлог за состав на владата и програма, а во рок од 15 дена се одржува седница за избор на владата. По јавниот претрес во собранието, гласањето за предлог на влада се врши истиот ден најдоцна до полноќ. Ако се вратиме на изјавата на професорката Најчевска, можеме од нејзиниот одговор да заклучиме дека какво собрание имаме, таква влада можеме да очекуваме. Како резултат на тоа собрание, очекувам влада која што ќе биде дел од партиски преговарање, значи не нешто кое што ќе биде осмислена структура, осмислена извршна структура која што понатаму ќе ги спроведува законите, туку поделба на колачот меѓу различни партиски, етнички структури во која што нема да се води сметка за тоа на одредени места да дојдат најсоодветните луѓе, да дојдат професионалци, луѓе кои што ја познаваат материјата и кои што знаат што значи тоа да се раководи министерство, туку едноставно ќе дојдат луѓе кои што заради овие или оние причини се соодветни, погодни за партијата и кои што по мислењето на партиите може да одговорат на интересите на партиите, не на заедницата, не на граѓаните, не на државата. Реални се очекувањата дека до крајот на месецот ќе имаме влада. Се разбира, јавноста и експертите предвидуваат дека тоа би можело да биде влада предводена од Зоран Заев. Сепак, истите тие анализи и прогнози велат дека ако веќе Зоран Заев ја формира владата, таа да продолжи по патот на европеизација и демократизација.